Пролет. Граѓаните на земјава дишат со полни гради. Ретко кои помислува дека цела зима се гушевме во загаден воздух, со екстремно високи концентрации од штетните PM честици. Проблемот со аерозагадувањето вообичаено се актуализира во зимскиот период, кога граѓаните самите ќе почувствуваат смрдеата и кога вредностите на мерните станици како оваа зад мене се екстремно високи. Но за справување со проблемот потребно е да се бараат решенија во текот на целата година. Од астма до рак, проблеми со срцето и со белите дробови, мозочни удари. Аерозагадувањето убива. Во земјава годишно носи и по 2000 животи. Околу 40 до 80% од овие луѓе ние може да ги спасиме. Ако земеме генерално скопската популација е целата загрозена, може да сметаме како вулнерабилна, бидејќи е изложена континуирано веќе со децении, посебно во сезоните на високи концентрации. За жал, ќе им направиме добар бизнис на оние кои што ги продаваат тие пречистувачи и маски, меѓутоа во меѓународни рамки тоа не е успех на една држава, тоа е пораз на една држава. Професорот Ѓорѓев вели дека поради здравствените последици од загадениот воздух на годишно ниво се трошат поречиси 3,5 милиони евра. Но ако се додадат и индиректните последици, сумата надминува 200 милиони евра. Огромни трошења кои што ако ги пренамениме во овие така наречени скапи мерки од кои што се плашат градоначалниците во ведување на трамваи или електрификација на сообраќај, ограничување на градење, поголеми зони на зеленило, таму да ги инвестираме и тие мерки нема да бидат скапи. Према тоа, зошто се случува во нивната глава да нема доволен мотив да се преземат мерките, тоа е навистина енигма и за мене. Обединетите нации алармираа дека луѓето во сите поголеми градови на Западен Балкан се изложени на едни од највисоките концентрации на загаден воздух. Затоа, екоактивистите бараат надлежните многу поенергично да се справуваат со проблемот. Разликата од претходно е таа дека има некаков слух, дека се креира некаква слика и прилика дека ете имаме ние разбирање за она што ние го предлагаме, но реализација на истото или политичката воља за вистински тоа да се спроведе, да се случи, нема. Скопје, Битола и Тетово се меѓу 10 најзагадени градови во Европа. Просечното ниво на концентрации на штетните честички во текот на годината е двојно повеќе од максималната граница, иако дел од мерните станици кај ректорат Елисиче зимава не беа во функција. Проблем е што тие инструменти се поприлично стари, производителите за некои од нив воопшто не ни постојат и замената не е едноставна, само да го замените инструментот. Затоплувањето на домакинствата, индустријата, сообраќајот, недостигот од урбано зеленило. Долга е листата каде што се потребни мерки. Макрадули вели, мора да се најде алтернатива за оние што се греат на дрва. Денес, како регуларно ги купите дрвата, споредено со електричната енергија, поевтино ви е грејањето на инвертор. Целосно разработениот концепт на нови сообраќајни решенија веќе од годинава започнуваме да ги имплементираме. Се надевам дека владата ќе смогне сила да ги обезбеди средствата за трамвајот. Ние не можеме ни да спроведеме една проста мерка пренасочување на сообраќај во градот. Значи, за сето тоа да биде реалност, треба да се седне, да се смисли соодветна стратегија, а не само адхок, некакви решенија колку да се покаже дека ете нешто правиме. Со овој прилог, јавниот сервис се приклучува кон кампањата за подобра животна средина "Не игнорирај, реагирај", што ја спроведува Институтот за комуникацијски студии, а е финансирана од Британската амбасада.